Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. 2025 година како да ни изминува во знакот на пожарите, почнувајќи со оној трагичен настан и пожарот во Кочани. Пожарите во текот на летниот период, горењето на депониите низ нашата држава и горењето на отпадот во Трубарево. И сите овие настани влијаат на оној воздух кој што го дишеме сите ние, амбиенталниот простор во кој што сите ние живееме, покрај материјалната штета и загубените човечки млади животи, за жал во пожарот во Кочани. Како сето тоа влијае на нашето здравје, загадениот воздух, штетните материи кои што се ослободуваат од овие пожари и како да се заштитиме, што да најдеме и што да направиме за да го заштитиме и нашиот имунитет и нашето здравје. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Нико Беќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, која е веќе заедно со нас во студиото. Добро утро, доктор Нико, и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Од сето ова што пред малку го споменав, се наметнува прашањето како сето ова и сите овие настани влијае и ќе влијаат на нашето здравје. За жал, многу настани се случија за краток период, кој што и така лошата состојба со воздухот која го дишеме, уште толку ја влошија. Значи, за краток период низ цела држава, како што знаеме, изгоре огромна количина на шума, која што и така не е редуцирана и малку ја имаме. При тоа се ослободија енормни количини на отровни честички, меѓутоа сето тоа е ништо во споредба на тоа што се случуваше последно, а тоа е горење, оној невиден црн облак кој што се надвисна над Скопје, во кој што се случи таа хаварија во отпадот во Трубарево. Ние обично веќе сите се научивме некако да гледаме нонстоп во своите мобилни телефони и да ги гледаме оние PM2,5 честички и PM10 честички, кои што секако се еден од индикатори за загаденост на воздух. Меѓутоа, тоа се индикатори за загаденост на воздух, јас секојаш така го кажувам, во нормални држави, каде што нема ненормално загадување. Значи, при сите овие настани за кои што зборувавме и вие спомнавте, се ослободија и огромни количини на тешки метали, кои што не би требало да ги има во воздухот, се ослободија флуориди, сулфориди, натриумски оксиди и така натаму. Се тоа изразито отровни материи, кои што предизвикуваат штета на организмот во самиот прв акт, кога се огромни тие концентрации, и за кои што имавме ние голем број на хоспитализации и интервенции во тек на изминативе месеци од една страна. Токму луѓето кои што тука живеат и беа најзасегнати во моментот, нели, афектирани. Токму луѓето кои што тука живеат беа најзасегнати во моментот и фактички кај нив се развија класични симптоми на токсичен бронхит, класични симптоми на кашлица, мал степен на локални изгореници кои што ги предизвикаа овие пожари, понатаму главоболки изразити со оглед дека се работи за токсични материи кои што не делуваат само на дишните патишта, туку и на централниот нервен систем, хепатотоксичност која што се јави како резултат на изложеност на овие отрови. И таа слика е фактички таа прва која што го тера пациентов, односно отруениот, да се јави, да побара лекарска помош. Меѓутоа, тоа што е уште пострашно и чии последици фактички ги гледаме од целата оваа претходна изложеност што ние на разни отрови, се хроничните последици. Една од причините, може би главна, поради која што се случува оваа, јас би ја нарекол епидемија на канцерогени заболувања, е токму неквалитетот на воздухот. Сега не е само воздухот проблем, бидејќи сите тие отрови кои што се надвиснаа над нас, во првиот момент вдишавме што вдишавме, меѓутоа голем дел од тие отрови паднаа и во самата почва. Значи, ја загадивме почвата, ги загадивме подземните води, го загадивме воздухот. Едноставно живееме во токсична средина и тоа мора да си го признаеме. Ако на сето ова го надоврзиме и нашата огромна неодговорност, Скопје од најзелен град во бивша Југославија стана град каде што веќе немаме зеленило,
Ако надоврзиме дека преку 70% од колите што се возат во Скопје покрај тоа што се стари, се и дизел мотори, кои што испуштаат во и оловни пари и така натаму останати штетни последици, може да замислите во една каква хронична токсична средина живееме. И го дишеме воздухот, и ја јадеме дишеме, загадената храна, точно велиме така. здраво треба да се храниме, веќе не знаеме од каде да почнеме и што Значи, една да од направиме. препораките која што порано ја дававме, јадете здрава храна. Да, убаво, ама каде да ја најдеме? Ние ја загадивме почвата, ги загадивме подземните води. Скопсково поле, од кое што се хранеше голем дел на Скопје, и директно го загадивме со оглед дека Трубарево се наоѓа во центарот на полето, меѓутоа и преку почвата која што, односно воздухот кој што се рашири и тој црн облак и чад кој што беше, и подземните води ги Така, загадивме. да. Страшно изгледаше само да го гледате, бидејќи го гледавме буквално од секој дел на Скопје, а па кога ќе помислите што се имаше во тој чат и што потоа се разнесува и што потоа ние вдишуваме, уште пострашно. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, вклучете се и во емисијата. Со професор доктор Нико Беќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, зборуваме за тоа што се дишеме во воздухот и како тоа влие на нашето здравје и како да се заштитиме. Споминавте претходно, доктор Нико, дека во сето она што го има во воздухот и испуштено од чадот, од горењето, од пожарите, сите тие отровни материи се ослободуваат и тешки метали и кадмиум. Како сето тоа влие и каква е клиничката слика при таквите труења? Така, значи, тешките метали спаѓаат во групата на, можеби, најтешки труења поради две причини. Првин, поради акутната состојба која што се јавува, и второ, поради долгиот полуживот на нивна елиминација, поради што се јавуваат и многу одложени несакани дејства кои што долгорочно го загрозуваат нашето здравје. Ако во акутната фаза голем дел од тие симптоми веќе ги кажав една иритативна кашлица, дури и до појава на белодробен едем кој што е секако живото загрозувачки и може да починиме, кардиотоксичност, хепатотоксичност, значи нашиот црн дроб се зафаќа, бубрезите можат да откажат при повисоки концентрации. Меѓутоа, тоа се симптоми кои што во акутниот момент се јавуваат, траат неколку дена и со соодветна медицинска интервенција голем дел од овие симптоми може делумно да се санираат. Тоа што е многу поопасно е тоа хронична експозиција, бидејќи е докажано дека директно влијаат на изразито намалување на имунолошкиот одговор, односно го имуномодулираат во лош правец нашиот систем, и што е уште потрагично е нивната кардиотоксичност. Посебно за кадмиумот кој што го спомнавме, за него е докажано дека предизвикува карцином на бели дробови, се поврзува и со карциномот на црниот дроб. Така што сите овие тешки метали, да не го заборавиме тука и оловото, бидејќи без оглед на целава констелација што главниот акцент судри на кадмиумот, сите овие средства за кои што знаеме дека таму горе, меѓу другото ослободуваат и олово, кое што исто така делува на нашиот дигестивен тракт, каде што можат да се јават и акутни, меѓутоа и многу потешки хронични компликации, повторно изразито канцерогено дејство. Така, сериозни штетни компликации. Апсолутно сериозни. А за дел од нив така и докажано дека имаат канцерогено Точно дејство така. врз имунитетот, значи потребна ни е детоксикација Така. на организмот. Апсолутно дека ни е потребна детоксикација на организмот, и во акутната фаза постојат така наречени, тоа е група на лекови кои што ние со заедничко име ги викаме хелати, и чија што примарна функција е да врзат дел од овие отрови, значи да направат едно соединение, кое што после тоа ќе го испрлиме преку мокрачата и на тој начин би направиле известна детоксикација. Меѓутоа, тие првин врзуваат само тоа што се наоѓа во крвта.
тоа што е веќе влезено во нашите ткива, во нашиот мозок, во нашите бели дробови, во срцето, во бубрезите и така натаму, не може да го излечат со оглед дека они врзуваат само тоа што е во крвта. И втора работа, како и голем број на други лекови, тие имаат и премногу несакани дејства покрај ова сакано дејство, така што нивната употреба навистина е временски ограничена. Не може долго време додека сите тие отрови полека излезат од односно од ткивата во кои што се врзани, па да ги врзат овие халати и да ги сфрлат. Значи, тука зборуваме за неколку дневна употреба. Тоа што е останато во организмот, постепено ќе се излачува од таму, при тоа цело време ќе го држи во максимална напрегнатост нашиот имунолошки систем, бидејќи организмот е соочен со нешто што не е природно, што не треба да биде во него, и он реагира. Првен што реагира е трошење на имунолошкиот систем од една страна, второ се создаваат еден куп на оксидативни процеси, а вишокот на кислород во крвта е токсичен сам по себе. Не ги надразнува нашите крвни садови, така што постои една хронична иритација, која што долго време, доколку сме изложени на таква иритација, може да доведе и до видоизменување во растот на клетките. Штом една клетка почне неконтролирано да се дели, тоа е фактички почеток на една малигна болест. Така, да. Буквално целиот организам атакира, така? Да. Така, буквално така. Така што ние сме принудени долготрајно нешто да преземиме за да ги спречиме овие сите несакани ефекти кои што се јавуваат. Иако доскоро, до пред неколку години, сите ние упорно викавме здрава храна, со сето тоа што го кажавме претходно, стануваме се повеќе и повеќе свесни дека здрава храна во Македонија, за жал, се помалку имаме. Ние се фалевме со тоа дека сме извор на здрава храна, меѓутоа таа здрава храна први ни ја нема, а таа што ја има, ја извезуваме. Значи, да сме реални, овде останува тоа што не оди на извоз. Вчера ни се случи повторно... Кој што не може да помине преку границата на Македонија. Така. Вчера повторно ни се случи огромна количина на пиперки зајвар кои што беа извезени во Хрватска да се открие метомил. Метомилот е органофосфат, страшно отровно соединение кое што веќе 15 години е забрането. Кај нас се уште земјоделците наоѓаат начин да го кријат. Така што цела таа храна која што ќе ги пројде сите тие бариери, за жал завршува за извоз. Овде ни останува храна која што некогаш е проверена доволно. За жал, стандардот таков каков што е нашиве лаборатории има некои отрови кои што и не може да ги детектираат, така што начинот да се ослониме на здрава храна се помалку и помалку, за жал, важи во Македонија. Во една таква ситуација, што ни останува? Што да правиме? Точно така. Да. Споминавте нели во моментот она терапија или лекови кои што во акутната фаза, така, кога сте изложени на вакви настани, иако се користи и се применува, меѓутоа и суплементацијата овде си има едно важно место и важна улога. Апсолутно дека најважно место за спречување на долгорочните ефекти е суплементација. Ние со лековите ќе спречиме тие енормни токсични концентрации што ни се наоѓаат во крвта, некако да ги врзиме и да ги сврлиме. Меѓутоа, како што напоменав, сето тоа што е во нашите ткива внесено и што постепено ќе се излачува, најдобар начин е со суплементација. Колку и како лекари да не сакаме и не е популарно многу да пропагираме суплементација, меѓутоа дојдовме во една таква токсична средина да живееме, каде што користењето на суплементи е веќе неопходно. И сега одма ќе се наметни прашањето, какви и кои услови, кои својства треба да ги има, така кои карактеристики. Суплементи ги имаме и илјадници, секој ден се повеќе и повеќе суплементи ги има на пазарот, а ние докториве се помалку и помалку се осмелуваме некој да препорачаме. Зошто?
бидејќи за жал живееме во такво време каде што во тоа море на суплементи се наоѓаат и суплементи кои што реално може да не ни помогнат, што е и така, меѓутоа кои што може и да ни одмогнат. Значи, добриот суплемент треба да има неколку својства. Прво и основно, да не е токсичен. Второ, да биде направен од состојки за кои што има барем докажано дејство дека навистина делуваат. И трето и најважно, тоа е така наречена во светот GMP протокол, Good Manufacturing Practice, или во превод добра пракса на производство. Што значи тоа? Тоа е исто како многу често ни се случува од некој производител, посебно е тоа карактеристично за македонски производи, ке купите некое сирење, првиот пат има прекрасен вкус, вториот пат е пресолено, третиот пат е помалку солено. Велиме го смениле квалитетот. Точно така, затоа што суплементите припаѓаат во група на додатоци во исхрана. Значи, они ги немаат сите тие ригорозни методи за контрола кои што ги имаат лековите, така што може да ви се случи некојаш да биде ефективен, некојаш помалку ефективен. И затоа кажувам дека мора да ги содржи постојано истата количина. Токму поради тоа, ние малку сме резервирани, меѓутоа кога ќе кажеме, еве јас 36 години работам веќе како доктор, и ова е прв пат да препорачувам суплемент, за тоа што конкретно сум убеден дека ги содржи сите овие својства. Јас и веќе не го викам суплемент, него го викам лек за долготрајна имуностимулација, имуномодулација и што е најважно, меѓу другото, он делува и на сите овие оксидативни и пролиферативни процеси кои што ни се случуваат при овие труења, со што драстично го намалува ризикот од појава на карцином. Што тие тоа хронични значи? Компликации кои понатаму би се јавувале. Значи, тоа значи дека он намалува можноста поради дејството на отровот овие клетки да почнат неконтролирано да се делат. Затоа што токму тоа содржи. И ако го видиме самиот состав на суплементов, еве сега прв пати ке го спомениме G132 Natural, он фактички што ни представува? Он ни представува најдобрите делови, изолирани, специјално припремени од неколку производи. На прво место се еден посебен вид на печурки, Ганодерма е латинскиот израз, реиши печурки, кои што се користеле илјадници години во традиционалната јапанска медицина. Сите ги знаеме позитивните ефекти во детоксикација на организмот, значи печурките и спирулината се двата производи кои што имаат докажано детоксикационо дејство, така што ние преку овие габи ќе постигнеме известна детоксикација. За матичниот млеч, мислам, нема што многу да зборувам, бидејќи сите знаеме дека тоа е најхранливиот и најкорисниот дел од медот, а медот секаде се препорачува. Понатаму зборуваме за делот кој што го лачиме од грозјето, од црвеното грозје. Сите студии ги знаеме за антиоксидативното дејство кое што го има и црвеното вино и грозјето и така натаму. Понатаму ни останува црвената боја, ликопенот кој што ни доаѓа од доматите и карфиолот. И сега, зошто е важно да ги имаме сите овие состојки? Бидејќи на неколку начини ние ги спречуваме оксидативните процеси, значи штетното делување на нашиот крвен сад, пролиферативните процеси, значи можноста некоја од овие клетки да не избега од контрола и да почне неконтролирано да се исфрла, и што е најважно, при исфрлање на отрови некогаш може да ни се оштетат бубрезите. Значи со дејство од сите овие 4 страни ние создаваме еден конгломерат кој што не е токсичен и кој што при исфрлање од нашиот тракт, дали преку столица, дали преку урината, нема да ги оштетиме и овие делови кај што ќе делуваме.
И може би најважното во цела оваа работа, некој ќе речи да, ќе јадеме грозје, домат, брокола, матичен млеч, реши печурките само така тешко можеме да ги најдеме, ама меѓутоа овде се работи за производ кој што исклучиво и кој што еве го веќе 50 години е во употреба, се базира на органско производство. Значи, органско производство, кога зборуваме во Германија, во Баварија на Алпите е една работа, друго е кога зборуваме за органско производство, кое што се наоѓа во некоја од околината на скопските села. Сите знаеме каква земја е Германија, каде што овие контроли се далеку поригорозни него што се случи кај нас, за жал. Се надевам дека еден ден ќе дочекаме, ако не ние нашиве деца да имаат таков тип на лаборатории кај нас, каде што за да добиете вие сертификат дека се работи за органско производство, треба да исполните не само стандарди на местото каде што вие произведувате, него и во околината, да нема никакво присуство на никакви токсични материи. Така, а и сите овие состојки кои што ги има нели во овој суплемент се во онолкава концентрација колку што му е потребна на организмот. Убаво напоменавте и околу соодносот. Значи, кога се работи за повеќе делови кои што ги ставаме, ние фактички овде добиваме 4 суплемента врзани во еден. Меѓутоа, ќе речите ќе ги купиме еден по еден. Важен е и соодносот за тоа што дел од нив делуваат синергистички, што значи нивното дејство се зголемува, меѓутоа дел од нив делуваат и антагонистички, што значи дека нивното дејство се намалува. Ако не го постигнете соодветниот сооднос, кој што овде е резултат на 50 годишни истражувања и кој што во неколку пати се прилагодуваше, не се прилагодуваше поради тоа што не беше добар претходниот сооднос, него поради тоа што нивото на загаденост на средините во кои што живееме се менуваше. Ние како организам можеби не може да ги издржиме толку брзо адаптациите, меѓутоа отровите што ги внесуваме се различни сега и биле различни пред 50 години. Значи во нивните лаборатории се работи да се направи идеален сооднос кој што ќе ни овозможи на еден безбеден, сигурен и пред се ефикасен начин да направиме долготрајна детоксикација на нашиот организам од една страна, друга страна да го потикнеме нашиот имунитет, тоа имуномодулаторно дејство што се спомнува, значи дека да го измодулираме, затоа што дури и премногу јак имунолошки систем може да предизвика големи проблеми кои што некојаш се поголеми и од низок имунолошки систем, значи автоимуни болести и така натаму. Токму ради тоа имуномодулација значи подесување на сите овие фини механизми во организмот на едно идеално ниво. Така, многу истражувања се направени за G132 плюс Natural, многу публикации, а истражувавте и вие, така, за да седнете овде, нели, за да зборувате за сите овие важни состојки кои што ги има во овој производ. Дојде време кога, за жал, има и многу фалс производи и кога за да сепак кога ќе ставите и личниот авторитет после 30 и толку години, мора претходно добро да се информирате за некој производ, да ги видите сите сакани, ако постојат и несакани ефекти, и на крајот на криштата и сам да го примените. Јас највеќе верувам на тоа што сам ќе го применам, и ако порано кажував дека имаме еден прозорец во кој што најверојатно и може да бидеме без суплементација, тоа беа нели тие летни месеци, за жал последните настани ни кажаа дека Македонија е подрачје во кое што треба 12-месечна суплементација. Дел од корисниците на овој производ ми се јавува дали може да го намалат од 2 на 1 капсула. Да, имаше периоди кога може, меѓутоа сега се наоѓаме во период кога, верувајте, идеално би било кога би можеле да зимаме како што е препишана оптимална доза од 2 капсули на ден. Така, тоа и сакав да ве прашам во колкава доза или количина да се применува. Видете, сега сме во период кога имаме загаден воздух,
кој што допрво ќе се загадува допрва покрај ова сега што ни се случуваше. Да. Гледајте што ни се случува и со време од друга страна, и од трета страна доаѓаат време на вируси. Значи, таа фина имуномодулација придонесува и да сме деломно заштитени од цела таа палета на вируси кои што ќе ни се јават. Така што, ако порано кажував крајот на октомври, ноември 2 капсули, после тоа од пролетните месеци една во тек на летните месеци и дадете си пауза, очигледно, за жал дојдовме во ситуација која ќе треба барем 9 месеци да се зима оптималната препишана доза. Како што е. Така, Така, како што е. Имаме гледач на линија, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Поздрав многу до вас и до докторот, Ви благодариме. кој навистина го почитувам и му се восхитувам и не знам што да кажам, веќе му верувам и мислам дека единствениот што реално ги согледува работите и не знам веќе што да кажам за докторот, која беше короната, толку ни помагаше. Значи да му кажам едно големо благодарам. И секако на улица сум го сретнала, па сум го поздравила, дури онака со убави зборови врачу, значи човек во вистинска смисла на зборот. И сега сакам, докторе, да ве прашам, пошто на вистина вие што пробувате на вас, па и нас ни кажувате и многу ви верувам, за овие капсулите, ако не направиш пауза, да речеме, воопшто, дали има некои нус ефекти и плюс дали С витамин додатно треба да се пие големи дози и колка ви се тие големи дози. И уште еднаш многу ви благодарам што постоите за нас сите. Поздрав многу и почесто да го викате Билјана, затоа што ваков човек се раѓа ретко. Ви благодариме и за јавувањето, останете понатаму да не следите. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе се надоврземе на ова што ни го кажа, а и прашањето што го постави гледачката. Веднаш по рекламите да го дадеме одговорот и советот до гледачката. Така, дел од прашањето беше околу должината. Јас и на претходниот дел кажав дека идеалниот суплемент би требало да овозможи и долготрајна употреба. Со оглед дека се работи за додаток на храна, одговорот би бил ако во секое јадење ставаме сол, многу едноставно може да земаме, со оглед дека се работи за навистина безбеден производ кој што е 50 години било какви неочекувани, несакани ефекти да имаше, до сега ќе се појавеа. Друго е прашањето околу тоа голем дел, затоа што се јавуваат на вистина, сега знам дека следнија денови ќе звони многу телефонот на токсикологија, с главната работа за која што се жалат гледачите е околу цената. Меѓутоа, тоа е толку релативна работа. Првин се работи за производ кој што реално кошта половина од парите што ги троши просечен македонец за цигари во тек на месецот. Намалете 50% од цигарите, купете си здравје. Првин 50% помалку несакани ефекти ќе имате од цигарите, а ќе имате 100% бенефит од производот. Тоа е првиот дел. Едно време, да, и јас бев пропагирав, знам во каква економска ситуација се наоѓаме, со оглед дека се 60 капсули, пропагирав да ги зимаме по една на ден, со оглед дека степенот на загаденост не беше толку алармантен. Меѓутоа, посебно за горемиве градски средини, Скопје, Битола, каде што се наоѓа рек, Струмица, каде што има енормни концентрации, и другите градови, секој си знае својот град колку е загаден, за жал минимум 9 месеци ќе треба да се зима оптималната доза. Ако сакаме да постигнеме задоволителен детоксикационен ефект. Што се однесува во однос на витаминот С, да, витаминот С имаме среќа што е витамин кој што се раствара во вода и кој што реално нема горна граница. Ако земеме поголема концентрација, малку ќе ги оптеретиме бубрезите, меѓутоа вишокот ќе го isfrли така што класично труење со витамин С
не постои. Меѓутоа, без оглед што голем дел пропагираат енормно високи дози, доза преку 1 грам реално нема потреба да се зима. Значи, тука некаде би била меѓу 500 милиграми и 1 грам оптималната дневна Која што доза. може да се користи. Да. Така. И уште нешто би сакал да кажам веќе кога спомнавме, со оглед дека влегуваме во период на зима, каде што се повеќе и повеќе ќе седиме дома затворени, помал ќе биде бројот на сончеви денови, единствено уште што има резон е да се земи Д-витамин, кој што во овој период, ако не сме го наталожиле доволно во тек на летниот период, може да ни се јави Барем како дефицит. дополнителна суплементација. Тоа би било единствено што покрај Г132 натурал би ни било потребно за релативно безбедно и здраво да ја поминиме престојната долга сезона. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, само ќе ве замолам пократко, ако може, бидејќи сме при крајот, а имаме уште нешто да докажеме со доктор Нико. Да го прашам доктор да ми одговори за суплементот жен-жен. Имавме ние случај кога долго трајно со години беше применуван без прекин на како делува на организамот на црниот дроб, панкреасот и желудец и сите тие органи. Ме интересира затоа што мислам премногу употребува долгогодишно наш 2-3 години без прекин. Како сознание има доктор да ми каже за штетноста на ова суплемент? Ви благодариме за јавувањето. Значи, жен-шен е дел од традиционалната источна медицина и има докажани здравствени ефекти. Тоа што го напоменав и на почетокот и сега повторно ќе го кажам, проблемот е каде е произведен и на кој начин е произведен. Голем дел од источниве мудрости кои што се повеќе и повеќе наоѓаат примена и во западната медицина, проблемот е таа пракса на производство. Значи, кај дел од тие препарати најдени се и тешки метали, бидејќи повторно се работи за смеса од неколку различни тревки од кои што се произведуваат сите овие суплементи кои што доаѓаат од тој пазар, така што тука веќе жен-шен го произведуваат сигурно преку 3-40 различни компании, не би можел да кажам дали нема да се појават ефекти. Прво и основно е производителот да биде проверен и препорака до гледачите, без оглед дали зимате други суплементи. Убаво да се провери, да се види. Видете го производителот, малку пробарајте на интернет, тоа е барем лесно, видете дали позади тоа стои доверлив производител. Така. И пред самиот крај рековте дека Г132 плюс натурал за возрастната популација е идеален и суверен, нели, антиоксиданс кој што ќе ни помогне и да се заштитиме, да го детоксицираме организмот. Ранливата категорија на луѓе или популација, постарите, хронично болните и посебно децата од предшколска возраст. Како нив да ги заштитиме? Постои ли некоја алтернатива за децата? Така, пред да кажам само на тоа идеален антиоксиданс, би додал идеален имуностимулатор, идеален модулатор на растот неконтролиран на клетките. Значи, 3 во 1. Не е само антиоксиданс, он го модулира целиот имунолошки систем и спречува неконтролирана пролиферација на клетките, што можеби е една од најважните улоги. Во однос на децата, мислам дека, ако добро видов и идеше во најавата, постои формулација во која што сите овие состојки се со нешто помала концентрација и има уште плюс 3 додадено за да се постигне истиот овој ефект. Тоа е Г132 КИЦ. Тој е наменет пред се за таа мала популација, каде што знаеме дека главен проблем ние во тек на зимата сите овие инфекции што се јавуваат кај децава. Козле ни е преполно, педиатрија ни е преполна, родителите не можат да одат на работа бидејќи децава им се постојано болни. Еве еден многу елегантен начин
да редуцирате. Со тоа што ќе го дадете суплементов, нема ќе одите на работа, ќе бидете безгрижни за вашите деца, а преку париве што ќе ви ги земат со тоа што ќе бидете на боледување, ќе ја платите ценава, а ќе бидете насмејани и ветри. Така, на тој начин ќе ги заштитиме, бидејќи мораме да работиме и на детскиот имунитет. Апсолутно е така. Детскиот имунитет е малку поспецифичен, зашто голем дел од овие ензими, посебно во црниот дроб, се уште не се доразвиени. И ако ние имаме условно речено лабораторија во црниот дроб кој што може да детоксицира кај нас релативно поднослив дел од отровите, за жал ние претеравме со затруеност околу, па не може да постигне, кај децата овој капацитет е драстично помал. Значи, они имаат некаде 15 до 30% можности да детоксицираат тоа што може еден здрав млад организам да детоксицира. Так, доктор Нико, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.